Македонија е 4 места погоре на индексот за перцепција на корупцијата според истражувањата на Transparency International. Со освоени 40 поени, Македонија се пласира на 84-та позиција. На исто место е рангирана со Бугарија, која за разлика од нас бележи пад во борбата против корупцијата. Според експертите, иако немаме позначаен напредок споредбено со лани, сепак сме блиску до 50 поени кои се сметаат за минимум за функционална борба и имаме почетна точка од која работите треба да тргнат на подобро. Формално сме позиционирани 4 места подобро на ранг листата од минатата година и сега ја заземаме 84-та позиција. Ова подобрување покажува дека минатата година во борбата против корупцијата ни одело подобро од 4 други држави. Во индексот се вклучени подкупот, злоупотребата на јавните средства, непотизмот и гонењето на корумпирани функционери, а податоците се собираат од 7 релевантни истражувања. Како што вели председателот на Transparency International за Македонија, главен проблем и понатаму остануваат судството и обвинителството, нетранспарентноста на институциите, како и измените на законот за спречување на корупцијата. Клучните системски проблеми и понатаму остануваат неуспешните и недовршени реформи во судството и обвинителството кои не успеваат да обезбедат ефикасен, независен и одговорен правосуден систем. Дополнително, случувањата поврзани со поредишната претседателка на Државната комисија за спречување на корупцијата сериозно ја наруши довербата на јавноста во институциите задолжени за борба против корупцијата. Загрижува и нетранспарентниот процес на изготвување на измените на кривичниот законник. Според истражувањето, борбата против корупцијата е намалена на глобално ниво. Земјите како САД, Нов Зеланд, Франција и Шведска, кои се сметаат за најсилни во борбата, исто така бележат тренд на намалување. На врвот како најуспешни борци против корупцијата традиционално се Данска, Финска, Сингапур, Норвешка, Шведска и Швајцарија. На дното се најдоа државите Сомалија и Јужен Судан.